Освен со дрегери за присуство на алкохол, полицајците на терен наскоро ке прават и проверки за дрога со брзи тестови од плунка кај возачите. Набавени се 10.000 парчиња кои во првата половина од август ке стигнат до МВР, пошто ке следува мала обука на службениците кои во иднина во сообраќај ќе ги користат овие тестови по проценка. Тие кои ќе управуваат со возило под дејство на дрога и ќе бидат фатени од полицијата, ќе одговараат за кривично дело по член 297а од КЗ за безобзирно управување со моторно возило. Тестирањето ќе се врши на местото каде што е сопрено возилото и ќе се врши контрола на возачот на проценка на полицискиот службеник. Тестовите се карактеризираат со висока прецизност. Вакви видови на тестови се употребуваат првпат, а тестирањето се прави и сега со анализа на крв и урина. Адвокатот Јанаки Митровски во изјава за Канал 5 вели дека секој возач треба да е совесен во сообраќај бидејќи под дејство на супстанци се јавуваат проблеми со моториката, вниманието и рефлексите, но оценува дека во пракса ќе се јават дилеми во однос на канабисот. Смета дека нема да се разграничува возење под дејство на психотропни супстанци и супстанци во организмот кои се задржале подолг период. Психотропните супстанци, за разлика од алкохолот, многу подолго се задржуваат во организмот и конкретно канабис кај редовен конзумент може до 30 дена да се задржи. Од повеќе фактори тоа зависи, тежина, килажа на телесна тежина на управувачот, фреквенција на конзумација, течност и храна кој што ги конзумирал во текот на денот. Ќе создаде сериозни во пракса ќе создаде сериозни проблеми. Тоа не е кафеанска логика, морам да реагирам на лаичката јавност, ова не е сакаме да возиме под дејство на психотропни супстанци. Прво секој совесен треба да знае дека тоа е за секаква осуда. Договорот за набавка Министерството за внатрешни работи го склучи со фирмата Визиомед Скопје за вкупна сума од околу 5 милиони денари или 80.000 евра. Еден тест чини 218 денари, а во спецификациите пишува дека се зема за помалку од 1 минута и резултатите се видливи за 3 до 10 минути. Ке се детектираат повеќе видови на дроги, како ТХЦ, кокаин, амфетамин, метамфетамин, хероин, екстази и други психотропни супстанци.